7 малку познати факти за светското првенство. За разлика од претходните надпреварувања, не разговараме за резултатите од светското првенство бидејќи е при крај. Оваа година турнирот се одржува во Катар во ноември и декември. Ова ни дава изговор да погледнеме наназад на светски познатиот надпревар и да истражиме некои од интересните малку познати факти од светското првенство. Ајде внимателно да погледнеме 7 факти за светското првенство во фудбал. 1. Речиси 50% од светската популација го гледа надпреварот. Со приближно 8 милиарди луѓе на планетата, тешко е да се замисли повеќе од половина од населението да седне и да го гледа светското првенство, но бројките сугерираат дека тоа е вистина. Речиси 3,2 милиарди луѓе ширум светот гледале барем една минута од светското првенство во 2010 година. Тоа беше приближно 46% од целата светска популација, што е подвиг до кое ниту едно друго спортско надпреварување не може да се приближи. Оваа информација беше собрана од самата FIFA по турнирот во 2010 година и дава во перспектива колку навистина е огромна конкуренцијата. 2. Англија не учествуваше на првите 3 турнири. Англија често се смета за една од најдобрите тимови на светското првенство. Нивните неодамнешни напори се истакнати и сите очекуваа голем настан на светското првенство во 2022 година. Сепак не секогаш сме биле толку заинтересирани и вклучени. Првично Англија избра да не патува во Уругвај во 1930 година, верувајќи дека тие се премногу добри за тој надпревар. Трите лава не играа на нивниот прв светски куп до 1950 година. Во 1928 година сите британски нации се повлекоа од FIFA во спор околу исплатите на играчите аматери. 3. Првото светско првенство за жени беше во 1991 година. Женската репрезентација на Англија летнаа високо по нивната победа на Европското првенство летово 2022 година, но историјата на женскиот фудбал е многу пократка од нивните машки колеги. Светското првенство за жени се одржало само 8 пати. Првото надпреварување се одржало во 1991 година, а Америка се тимот кој победи во женската игра освојувајќи 4 турнири досега. На светското првенство за жени во 1991 година надпреварите траеле само 80 минути. Ова изгледа прилично неправедно со оглед на тоа што во еден момент женскиот фудбал беше поголем од машкиот. 4. Најголемите победници и губитници на светските купови. Бразил се наоѓа веднаш на врвот на табелата кога станува збор за победниците на светското првенство во машка игра. Тие се единствениот тим што се појавувал на сите турнири досега и 5 пати биле кронисани за шампиони. По нив брзо едно по друго следува Германија која има освоено 4 турнири. 3 пати како Западна Германија. На другиот крај на табелата имаме Индонезија, репрезентација која досега одиграла само еден надпревар на светското првенство. Мексико исто така забележа најмногу порази од надпреварите на светското првенство, со 27 на свое име, иако имаат и 16 победи. 5. Светски првенства и бејби бум. Истражувањата покажаа дека надпреварите на светското првенство може да предизвикаат бејби бум за нациите домаќини. Да, звучи абсурдно, но светските првенства предизвикуваат бременост. Доказите од Германија го подкрепуваат овој факт, бидејќи земјата забележала наплив на бебиња родени 9 месеци откако беше домаќин на турнирот во 2006 година. Стапката на наталитет во Германија всушност се зголеми за 10% и имајќи предвид дека нормалната стапка нарасте под 1%, тоа е прилично огромна маржа. Феноменот на раѓањето се објаснува со комбинацијата на зголемено консумирање алкохол и висок дух поради забавата и успехот во надпреварот. Понатаму, радоста и среќата може да доведат до тоа жените да ослободуваат хормони кои дополнително ги зголемуваат нивните шанси за бременност. 6. Трофеи и парични бонуси. Поседувањето на трофеот од светскиот куп е главниот двигател на тимовите во надпреварувањето, но има и здрава парична награда за која треба да се плати. Во наградниот фонд има над 335 милиони фунти, а победниците очигледно добиваат најголем дел од парите. Шампионите во 2022 година ќе добијат 32 милиони фунти, додека секој тим подолу исто така ќе заработи милионска награда.
Исто така има и други индивидуални признанија на кои играчите може да стремат, вклучувајќи ги златната копачка и златната ракавица, иако тие немаат огромна финансиска добивка. 7. Прво зимско светско првенство. Во 2022 година се означува првиот зимски светски куп од почетокот на надпреварувањето. Тоа е воедно и првото светско првенство што се одржува на Блискиот исток. Екстремната жештина во Катар во јуни и јули значи преместување на турнирот во зимските месеци и го прави податлив и ги минимизира потенцијалните здравствени ризици од играње и гледање на такви жештини. Тоа ќе биде и најскапото светско првенство досега. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.